Добар ден, другарчиња. Добар ден! Денес на часот по македонски јазик се сретнавме со две форми на писмено или усно изразување. Ние со не се запознавме и во... Предоведение! Одлично. И ајде да видиме дали сме ги разбрале колку се тие ем важни и ем различни. Отворете на страна 91, Изабелче, односно Михаелче, премини на изразно читање. За декемвриски ден, северниот ветер брише се пред себе. На јубаво дува во гората и ги тера на сивите жители од лабокот да навлезат во своите зимски засолништа. Безмилосно се продира низ гранките на дрвјата и вкопан во студи им ги кине последните мисли. Одлично. Михаелче, колку прекрасно изразно читање со почитување на сите интерпункцијски знаци. Одлично. Другарчина, ајде сега да го прераскажеме овој дел од текстот, каде чичкото писател што правеше? Опишуваше. Значи, што е опишување? Сликање? Зборови! Одлично. Ајде еден да ни го прераскаже овој дел. Повели Марко? Во овој текст се зборуваше за декемврискиот ветер, кој силно дувал низ рамките на дрвјата. Најсилно се чувствувал во гората и ги тегал животните да одат до нивните зимски засолништа. Одлично, Марко. Марко, ајде сега да дефинираме или да изведиме заклучок. Прераскажувањето е... Форма на усно или писмено изразување, каде ние не сме биле сведоци и Така, не сме очевидци, така? Да, и секогаш се користат глаголи кои се во оваа форма. Одлично, Марко. Дали Марко користеше кога прераскажуваше другарчиња глаголи нел форма? Да. Прераскажувањето може да се прави на неколку начини. Ајде да видиме кои се тие. Повели Емче. Какво може да биде тоа? Прераскажувањето може да биде обширно, Одлично. кратко, Одлично. со или без план, Често пати јас не задавам план, ве оставам сами на вашата творечка импулсивност, така. и со промена на граматичкото лице. Одлично, Емче, одлично. А раскажувањето е исто така важно, или е важна форма во македонскиот јазик, колку и прераскажувањето, па сега да се подсетиме и да видиме дали научивме што е тоа или кои се негови карактеристики. Повели Тамарче? Раскажување е форма на устно или писмено изразување Одлично. на настан Или случка, така. во кој што ние бевме сведоци. Одлично, бевне сведоци, бевне на местото на случувањето, на настанот. Одлично. Какви глаголи тогаш користиме, Тамарче? Ние користиме глаголи во сегашно време. Одлично. Ученици, и раскажувањето, како и прераскажувањето, може да се прави во неколку форми или на неколку начини. Хајде да видиме кои се тие, повели Филипче. Тие се врз основа на даден почеток, Така, врз основа на даден крај, одлично. врз основа на низов слики, Така. врз основа на една слика, Тоа вчера го направивме, нели? Опишувавме, односно раскажувавме врз основа на една зададена и слика. врз основа на даден збор. Одлично. Одлично се сеќавате на техниката интерактивно пишување? На тапла запишувам неколку зборови и тие потоа ви се како водилки, зборови водилки во вашето творечко или креативно изразување. Другарчиња, одлично. Пред вас имате работни ливчиња, повелете да ми раскажете со неколку зборови да направите опис или да ја раскажете вашата средба со зимата и со ладниот февруарски ветер. Повелете. Другарчиња, дали завршивме со своето раскажување? Да. Кој ќе ми прочита? Ајде, Јаничка. Вчера зимата ја покажа својата сила. Иако е месец февруари, студот се захрани во најлоша форма. Зимскиот студ ги турна и последните лисија. Одлично. Овој почеток многу ми се допаѓа. Дали Јана користи глаголи во сегашно време? Да. И тие се карактеристични само за формата на... Раскажување. Одлично, другарчиња. До некое наредно видео. Довидување. Довидување.